патувањето е едно, спомнавте на кој начин одите, некогаш вие ги предводите делегациите, некогаш министрите и така натаму, но ми се чини дека суштината за да дојде капитал во една држава е стабилноста на државата, институциите и инфраструктурата која што постои. Во Република Македонија, во ваше време... Имиджот, амбиентот, регионот... Апсолутно. Во ваше време, инфраструктурата тапка во место на генерална инфраструктура, значи автопатиштата ви бројат дека вкупно 7 километри автопат имат изградено за 6 години, тоа доаѓа по километар и нешто. Дури ви укажуваат дека во програмата ви стои автопат Скопје-Охрид, поточно Гостивар-Охрид, Охрид-Ресен, регионален пат околу Охрид и така натаму, дека ништо од тоа нема. Ве прашувам и како граѓанин на оваа земја. Како се чувствувате кога патувате од Велезна кај Скопје, кога го гледате она чудо наречено автопат, оние дупки, она калдрма која што ја возиме? Па сега би рекол, во последните година дена се чувствувам добро, затоа што гледам како покрај мене кога поминувам се реновира, односно се реконструира патот. Вие веројатно не сте поминали една година дена и не знаете дека не се реконструира Скопје Велес. Од пред една па се реконструира еден по еден дел. Значи прво првиот дел, потоа ќе се реконструира вториот. Тендерот е објавен за двата дела што треба да се реконструира. Така што тоа е одговор на вашето последно прашање од низата прашања. Ако дозволите сега да одговорам на поширокиот контекст на вашето прашање и на многуте подпрашања што ги поставивте и тези. Значи вака, ВМРО ДПМН во овој период беше доста посветена на изградбата на патишта. Ние изградивме околу 240-250 локални патишта, што се најмногу користени од страна на граѓаните. Значи, луѓето најмногу користат од село до град, од град до село, од село до село. Тие секојдневно ги користат. Си одат до продавница, си одат до работа, се враќаат од работа, излегуваат до град, се враќаат од град и така натаму. Тоа беше запоставено во минатото во Република Македонија и за тоа вложивме околу 120 милиони евра. Проектот е при крај, има уште 3-40 што треба да се завршат до крајот на оваа година и ќе заврши проект од 120 милиони евра за изградба на околу 270 вкупно, до сега имаме околу 240-250 локални патишта во Република Македонија. Второ, направивме реконструкција, некој од нив се уште трае, на 7 крупни регионални патишта. Или градба на некои нови. Да речеме, целосно го реконструиравме или изградивме патот кон Кожув, кој што е при крај сега, патот кон Поречието, кој што исто така е при крај, кај делот кај Струмица од Бањско до Куклиш Месечини, исто така регионален пат. Го реконструиравме патот од Куманово кон Кратово, од автопатот кон Кратово, Страцин таму како се вика точно. Реконструиравме и изградивме обиколницата. Пред 2 години официјално ја пуштивме обиколницата 26 километри. Тоа е исто така автопат, ако некој не знае. Ако не поминал низ неа, треба да знае. Го изградивме оној крако 9 километри автопат кај делот на Табановци, кој што не беше завршен. Веќе избравме изведувач за изградба на преостанатиот дел од автопатот Александар Велики меѓу Демир Капија и Смоквица, кој што ќе чини 208 милиони евра. Зошто чекавте до сега за тоа? Ако може да довршам, па на сите прашања ќе ви одговорам. Да, јас не прашувам колку локални патишта сте изградили, ве прашувам за автопати. Ако ми одговарате на прашањата, ќе бидеме подинамично. Јас ќе ви одговорам и за автопати колку сме изградили, само ќе морам да бидам малку попрецизен. Нема проблем. Вака сега. Значи вака, бидејќи овие денови е доста дискутирано прашањето колку во патишта има инвестирано в СДСМ, колку има ВМРО ДПМН, јас ќе ви кажам точен податок и за проектирање и за изградба на патишта. Во сите може да бидеме коректни, јас за СДСМ не ја прашувам колку изградба. Јас ја поставам таа теза, бидејќи актуелна. Вие може да не сакате тоа да поставите, меѓутоа бидејќи актуелна. Тој што е во СДСМ. Ја користам можноста да одговорам. Значи, во делот на проектирање на патишта, до сега СДСМ инвестирал во сите негови мандати од независноста до денес 4 милиони евра. Заокружувам, 4 милиони 15 илјади евра, а ВМРО ДПМН 24 милиони евра. Значи 4 со 24, 6 пати повеќе. Тоа е за проектирање. Затоа ние немавме ни еден испроектиран пат кога дојдовме во владата во 2006 година, па 2-3 години потрошивме на проектирање. Второ, во делот на изградба на патишта, во времето на СДСМ се инвестирани се на се околу 205 милиони евра, во времето на ВМРО ДПМН е 363 плюс овие 208 сега што го потпишавме договорот, околу
околу приближно скоро 700 милиони евра. Значи, во ваше време 363 милиони евра. 363 со овие 208, 700 милиони евра. За кој уште километри? Само да довршам сега, Да. ако може. Не, вие сакате нешто да кажете, ама треба да дозволите да се одговори на прашањето, така? Па мора да ми кажете и каде се потрошени. Ќе ви кажам. Која е таа рута? Може да ви доставам детално, ова ми е од тука во ова ми е емисија. дадено од Агенција за државни патишта. Значи, ова се прецизни податоци година по година се дадени. Точно за секоја година има. Така што имавме уште еден обид за концесионирање на дел од патиштата низ Македонија, Тоа беше за источна посебно Македонија. коридорот 8. Да. Ние во нашата програма имаме зацртано дека најпрвен ќе се обидеме да побараме концесионер и доколку не успееме да најдеме концесионер, ќе се обидиме на друг начин и по други финансирања да ги изградиме овие патишта што сакаме да ги изградиме. Ние се обидовме да најдеме концесионер, за жал не се јави ниту еден концесионер. Значи, си одиме по постапката како што сме ветиле на граѓаните. Бидејќи не се јави ниту еден, ние, онака како што ветивме во програмата, направивме едно преструктурирање и набрзо ќе излеземе со нови модели на финансирање на патиштата. Веќе исконтактиравме со можни финансиери. Дел ќе биде најверојатно со концесија повторно, но оној дел за кој што потенцијалните концесионери даваат сигнал дека би се пријавили. Тоа би биле веројатно 1 до 2 делници. Останатиот дел ќе биде на друг начин, но бидејќи се уште вршиме подготовки и разговори, во овој момент нема да го објавам, но набрзо мислам дека за неколку месеци би имале нешто поконкретно да објавиме на тој план. Значи, Така што тоа е едната работа. Уште едно дозволете само да кажам. Бевме доста деновиве податак дека ССМ многу вложувале во енергетика, а ВМРО ДПМН ништо не вложува. Чекайте, за тоа не ме прашувате. Да разчистиме околу автопатиштата, има и за тоа дел. Ќе ви кажам. Значи вака, цифрата што ја спомнавте околу, не ве молам господин Гревски. Ја ве молам ако може да го кажам и за енергетика не ме прашав сега. Дајте ме прашавте за инфраструктура. Енергетиката влегува во инфраструктура. Така што ќе ми дозволите да одговорам за инфраструктура. Ќе ви дозволам, само да го расчистиме. Да, но сакам во целина со овој дел да одговорам. Ги кажавте цифрите во милиони евра што сте ги потрошиле како влада за патни за автопатишта. Ќе го слушам прашањето, но сепак прво ќе одговорам за инфраструктура. Повелете. Добро, значи ве молам, кога ги кажувате цифрите кои што се некаде над 500 милиони евра потрошени пари за автопатишта во владата на ВМРО ДПМН. Вие ги прочитавте сега, дадени ви се од вашите служби. Ве молам, бидејќи ги знаете на памет локалните патишта што сте ги изградиле, кажете ги патните правци како автопатишта што оваа влада ги изградила. Да, ќе ви одговорам на тоа прашање, сега дозволете да завршам за инфраструктура, пошто прашате. Во делот на ова е преглед на инвестиционно вложување во АД Електрани на Македонија. Значи, податок го земам поделен за да бидам прецизен. СДСМ вели дека тие многу вложувале, а дека ние ништо не вложуваме. Но што се мачите со нив? Ја прашувам за вас. Ама сега може ли вие да не се мачите, а да ми оставите да одговорам? Така, не се мачите вие, оставете ми да одговорам. Значи вака. СДСМ во целото нивно владење вложиле 480 милиони евра во енергетика. ВМРО ДПМН во целото владење 98-2002 и 2006-2012 има 954 милиони евра. Дупло, господине Поповски. Добро. Сега на моето прашање може? Да, повелете. Има и уште, ама ајде. Добро. На вашето прашање. Значи вака. Се вратиме дел подел. Во овој патиштата. Еве, вие се фативте автопатиштата ги сакате, ќе ви одговорам уште еднаш на тоа, иако вики го дава одговор. Дека е коректно на толкава цифра на пари која што ја спомнавте, да кажете кои се тие патни правци што се како автопатишта изградени за време на вашата влада. Вака сега ќе ви одговорам. За овој мандат се, па ќе кажа, па после и за поранешниот на ВМРО ДПМН. Во овој мандат имавме приоритети: градење на локални, градење и реконструкција на регионални и градење по два метода, со директно финансирање и на начин со концесионирање на автопатишта. Делот на локални патишта го исполнивме целосно како што го замисливме, дури и побрзо отколку што верувавме. Делот на регионални патишта оди целосно согласно програмата. Делот на автопатишта исто така оди согласно програмата, доколку прецизно си ја прочитате програмата. Таму вика дека ќе го градиме патот Демир Капија Смоквица, за него веќе избавме. Дека ќе го завршиме, избавме градежна фирма. Дека ќе го завршиме делот кај Табановце, тој веќе го завршивме. Дека ќе изградиме обиколницата, таа веќе изградивме. И последно, дека за патиштата од Крива Паванка до Куманово и од Гостивар до Охрид,
Како што стојат во вашата програма исто така. Како и Миладиновци Свети Николе и Скопје Блаце, најпрви ќе побараме концесионер, доколку најдеме ќе ја дадеме под концесија, а доколку не најдеме ќе бараме други начини. Бидејќи не најдовме, во моментот бараме и сме на добар пат да најдеме други начини и да преминеме во втората или ако сакате план Б, бидејќи планот А како што и очекувавме дека е можно да се случи, ние не бевме сигурни, но самиот факт што сме напишале дека прво ќе се обидеме да најдеме концесионер, па ако не најдеме, ќе одиме на друг метод, значи дека и тогаш не сме биле 100% сигурни дека ќе најдеме. Се обидовме, тоа е најевтиниот начин, во тој начин државата речиси да не вложува или многу малку вложува, бидејќи не се успеа на таков начин. Мал е бројот на возила во Република Македонија, истовремено фати светската и европската должничка криза, се намалија кредитирањата, пораснаа каматите, на фирмите не се исплатеше, одлучија да не влезат. Сега веќе разработуваме друг начин и ќе најдеме некој начин со кој што ќе почне и ова последно парче за кое што вие најмногу сакате да разговарате, ќе почнеме и на тоа реализација. Пак не ми одговоривте. Значи, ајде ве молам прочитајте уште еднаш владата на ВМРО ДПМН колку пари потрошила за автопатишта. Го имате податокот? Ја имам за патишта. Значи не се двоени тука. Тоа се инвестира, значи се што инвестирала агенцијата за патишта. Таа инвестира во автопатишта, во регионални патишта и во локални патишта. 6 години на власт. Колку километри автопат е изграден? Изградена е обиколницата, добро, 26 км, изграден е делот кај Табановце 9 км, тоа се 35 км. Не е подпишан, но е избран веќе. Избрана е градежна фирма за изградба на околу 29-30 км во делот на Смоквица. Знаете ли зашто инсистирам на ова прашање? Исто така, само да довршам. Исто така, во преходниот мандат ВМРО ДПМН во најголем дел го заврши патот Скопје-Тетово. Тој беше преходно започнат, но не беше завршен. Само беше започнат. Во најголем дел го заврши тој дел. Говорите за ВМРО ДПМН 98-2002. За ВМРО ДПМН чии што председател сум јас на таа партија. Не, ама говорите за период 98-2002. Апсолутно дека говорам за тој период. За тој период, така, бидејќи пред 2006 е завршен каде Скопје-Тетово. Знаете ли зашто инсистирам на овие прашања? Кога да го поставиме прашањето, господине Поповски, колку километри автопатишта изградил СДСМ? Пак ви велам. Ниту се замарам вечерва со СДСМ, ниту имам намера да одговарам на прашања, бидејќи вие сте вечерва тој што треба да ми одговорите на моите прашања, нели? Чекайте, ама сега. Така носи редот. Треба да одговориме и на тоа прашање, затоа што ние си се споредуваме, така, ние сме политички конкуренти. Мене ме интересира вашата влада. Бидејќи сме политички конкуренти, мораме да го искоментираме и тој дел. СДСМ ја слушаме дека оди со тоа дека го изградила автопатот, сега се вика Александар Велики, порано Коридор 8, а пред тоа Братство единство. Кој го градеше Братство единство? Се сеќавате? Имате доволно година се сеќавате. Може некој од 15-20 години момчиња, девојчиња да не се сеќаваат. И тоа луѓе што имаат 40 на години, многу добро знаат кој го градеше Братство единство. Скопје-Тетово само го почна. Господин Груевски, што мислите зашто СДСМ не е на власт и не може да дојде на власт 6 години? Па затоа што лажат вака како за овие работи, затоа што треба да им нацртаме, да им извадиме вака вистината и фактите да им ги извадиме. Сметате ли дека ако имаа добри резултати во времето кога владеа, дека ќе беа во опозиција? Немаше да бидат во опозиција, така? Но во интервју во кое што ја вас ве прашувам, не би сакал да ги компарираме бројките, тоа може да го правите на ваша пресконференција на јавни наstupi. Поставивте една многу добра теза сега. Тоа е всушност и причината зашто СДСМ. Ама тоа е нивни проблем, нека си го решаваат тој проблем. Ја вас ве прашувам. Ја не верувам дека е ваш проблем. Кога вие повикувате странски инвеститори, многу, значи, многу се исплашим да СДСМ, го спомнам. Бегате од темата. Вие не разбирате, не ме интересира вечерва. Се плашам дека до крај на емисијата ќе настрадам ако го спомнам уште еднаш. Не, вие спомнете го колку сакате, но ја велам дека е во ваш интерес да ги одговорите прашањата пред гледачите. Не, па токму тоа. Прашањето суштинско, ја поставите сега една теза поставите. Кога ќе повикате странски инвеститори, кога ќе им ја презентирате инфраструктурата во Македонија, нели е тоа еден од проблемите зошто се размислуваат и не доаѓаат во Македонија? Еве да ви кажам. Лоша инфраструктура, железничка пруга, може катастрофална состојба, може апсолутно. Објавете крај на прашањето за да може да почнам, да не ме прекинувате. Па вие сега, ако сакате пак да се компарирате, тоа е ваше прашање. Објавете кога го заврши. Дали го завршите сега прашање? Овие, добро, така, може сега да почнам на радо. Може, ама не може да трае тоа вечно, значи морам да ја прекинувам. Кратко и јасно ве молам. Во интерес на времето, инаку ќе заврши емисијата. Добро, да го скокнеме ако сакате. Не. Повелете. Значи, преходно поставивте теза. Убаво кажете, зошто СДСМ ги губи толку пати изборите? Ги губи затоа што кога е на власт не го реализира ветувањето, нема проекти, а потоа
ги манипулира граѓаните дека изграделе многу повеќе од тоа што всушност се направило? Тоа е одговор на претходното прашање.